Замислете се дека во една училница неколку деца надпреварувачки одговараат на прашања што е рециклирање, како се чува природата, а тоа е се дел од така наречениот еко квиз иницијатива на општина Ѓорче Петров за зголемување на еколошката свест кај младите. Наш репортер утрово ќе разговара со градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александра Стојковски, кој ќе ни раскаже како ова и други иницијативи кои заедно ги прават со Црвениот крст на град Скопје ги вклучуваат младите и ги учат да се грижат за околината и за заедницата. Колегата Никола Станков повтор пат ова утро го вклучуваме во живо во програмата. Никола, добро утро и повели. Второ добро утро, Иван. Од терен времето веќе се подобрува и зеленилото може да се доживее во една поубава нијанса и во поубава смисла, а зеленилото е секако секогаш поврзано со екологијата и така и дел од активностите кои ги спроведуваат тука во општината Ѓорче Петров, а се насочени кон младите, на младата генерација, на сите оние ученици. Дел од нив, како што споменавте и вие во студиото, е така наречениот екоквиз, кој има за цел да ја приближи целата она еколошка свест која е важна да се подигнува кај младата популација поблиску до секој еден од најмала возраст. За деталите, за проектите за младите, за овој квиз, за соработката со Црвениот крст, ова утро разговарам со Александар Стојковски, градоначалник на Ѓорче Петров. Благодарам што прифативте поканава. Имаме една навистина убава тема, една серија на настани која ги спроведува општината, насочени се према младите. Уште еднаш добро утро, благодарам што прифативте поканата и зашто подетално станува збор. Добро утро, ви благодарам многу што сте денеска гости овдека во општината Ѓорче Петров во овој наш прекрасен парк. Поздрав до гледачите на вашата емисија. Убави теми, ведри теми за младите. Секогаш кога се разговара, кога се зборува е убаво. Ние убаво навестивте за прв пат во општинава ваков тип на квиз одржуваме. Еко квиз од овој карактер, затоа што имаше на крајот и награден фонд. На кратко би сакал вака да елаборирам. Сите училишта учествува со своји тимови во квизот, одговара на прашања од најразличен карактер, дел со понудени повеќе одговори, дел требаше и сами да одговорат. Победија најдобрите, основното училиште на Димитар Поп Ѓоргиев Беровски овдека во Ѓорче Петров и со тоа се стекна со можност, односно добија награда еко парк, еко училница, еко игралиште во нивниот двор, кој што во натамошниот тек на годинава ќе го реализираме во вредност од 500.000 денар. Сосема мислам дека е добра мотивација да продолжиме во иднина на овој тип на квизови, на начини на стимулирање на учениците да учат и да знаат повеќе, не само на темата екологија, туку и на сите други теми кои што ни се, а секако темата екологија ни е во фокусот, посебно кај младите, затоа што веруваме дека треба од најмала возраст да се стекнат некои практики, некои начини на однесување кога сме во животната средина во која што живееме и функционираме, се со цел на сите наставање поубаво. Вие бевте и сте дел од тие тестирања и на теренот во училиштата. Од вашиот впечаток, како се покажа на младите? Свесни ли се за еколошкиот аспект и успева ли општината да им го долови сето на знаење што го подразбира екологијата поблиску до нив? Па мислам дека од моје вака лично ведување дека младите се многу посвесни. Дури многу често бидејќи уште од градинка се работи со нив и на начинот како треба да се однесуваат. Мислам дека се многу посвесни од возрастните и во многу случаи имаме дечиња кои што ги прекоруваат нивните родители да го направат некоја работа што не треба да прават, фрлат ѓубре на улица и така натаму. Така да со тој начин и со тој пристап единствено може некако да најдеме решение и спас. Ајде да изразам така, бидејќи имаме сериозен проблем со однесувањето во тој дел на жителите, не само на ова, туку и на другите општини. Така, еден дел од активностите насочени кон младите и блиската соработка со Црвениот крст. Организиравте и многу надпревари и минатата година по однос на давање на прва помош. Како оди целокупниот тој младински активизам во делот на соработката со Црвен крст? Па со Црвен крст можам да истакнам дека имаме можеби најдобра соработка во делот на невладиниот сектор, бидејќи спроведуваме неколку проекти во соработка со нив и тоа офаќаат тие проекти различни категории на граѓани
граѓани и различна возраст на граѓани. Секако најсвеже настаното дека меѓуопштинскиот, односно општинскиот надпревар за пружање на прва помош во кој учествува ученици од трите општини Карпош, Ѓорче и Саре, иако се дел од една општинска организација Карпош на Црвениот крст. И ваквите настани секогаш се, ако на нашиот настан овдека во Ѓорче имаше повеќе учесници од тоа кои има државно ниво надпревар, бидејќи овдека мислам неколку 23 училишта негде присуствува на општинскиот надпревар, што говори само за себе дека децата од нашите општини, од овде од општината Ѓорче и соседните две општини се доста активни во делот на искористување на својот потенцијал на младински активизам, и тоа мене многу ме радува, бидејќи станува збор за една сериозна организација која што во текот на нивните животи ќе им донесе многу искуства кои што не можат на друго место пак да ги бидат. Во интерес на времето сакам да опфатиме секако сите овие млади за да имаат можност да ги ползуваат сите програми, едукација и така натаму, нели првично и треба да бидат нечие потомство. Кога зборуваме за потомството, за сите оние проекти кои ги има во општината во насока на создавање семејство, што е она што се прави на младите брачни парови да им се помогне? Па да, ние од оваа година зголемивме финансиската поддршка за секое новороденче од 5.000 на 7.000 денари. Еве, градиме игралишта за најмалите. Сега имавме скоро една активност, создадовме нов дрворед со дечињата овдека од детската градинка. Напорно работиме на изградба на инфраструктурата со цел да привлечеме што е можно повеќе луѓе, млади луѓе, амбициозни. Во план е дополнување на училишните капацитети на 3 училишта, подрачното во Хромберовски, во Јоаким Крчовски во Волково, Страшо Пинџур во населбата Дамен Груев. Градиме една детска градинка во Стопански, наскоро започнуваме со уште една во населбата Дексион. Така да мислам дека покрај сите тие улици, канализација и сите други работи кои што значат подобрување на животот на сите, овие проекти конкретно во основните образование и во градинката се врвен приоритет за нас како општина, се со цел да го лесниме животот на младите парови овдека во Ѓорче. Кога зборуваме за се она што е на младите како потреба и на младите родители, но и на постарите кои на крајот од денот некогаш и ги чуваат младите, како одговарате на барањата од граѓаните кога се опрашање задоволување на потребите за детски игралишта, за паркови површини? Па видете, ние само минатата и оваа година мислам дека ги реконструиравме сите спортски терени, никогаш толку не се изградиле во површина, говорам, спортски терени. Имаме 3 терени нови со вештачка трева. Имаме во 2 училишта терени со вештачка трева, тоа е во основното училиште Страшо Пинџур, во основното училиште Мир Чацев, во основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Сите мултифункционални игралишта во општината Ѓорче Петров ги оплеменивме со нова соодветна антитравматска подлога, тартан подлога, така да и Даме Груев на селбата и Волково, нашето игралиште Бранители, добија нови тартан, да кажам, игралишта за сите спортови, за фудбал и за кошарка. Работиме континуирано на постојано одржување на сите детски игралишта. Еве и за годинава дел од нашите детски игралишта ќе добијат нова подлога, дел ќе бидат изградени нови, како сега новото детско игралиште во населбата Александрија, таму ќе следи уште едно детско игралиште и секаде каде што можеме, ние каде што имаме локации ќе работиме на истото и ќе одиме секако напред. Еве да најавам и новиот спортски центар во паркот Полјана во Хром, каде што ќе имаме нов терен на вештачка трева и 2 нови кошаркарски игралишта. Така е конкретно на овој разговор. Она што го затекнавте тука во општината како состојба пред неколку години, од тоа што го споделивте како информација, значеше и долго и ги трошите последните месеци, да речам, од мандатот. Што остана за дореализација и задоволен ли сте од она што се досега успеа се направи во општината? Па да, еве и самите имате прилика, сте доаѓали претходно пред 2-3 години во општината Ѓорче Петров, може да направите разлика во кои услови сме како прво. Сега особено сум горд на новата општинска зграда, која што е дом на сите жители во општината Ѓорче Петров. Задоволен сум од целата работа која што до сега сме сработиле заедно со административниот тим и со луѓето кои што се одговорни овдека во општината Ѓорче Петров, затоа што буквално како феникс општината ја издигнавме од долгови, од нерешени ситуации на сите полиња и денеска сме општина која што е спремна, која што има 3 пати поголем буџет од она што
го имаше пред 3 години, која што се развива, која што се гради, и јас верувам дека така и ќе продолжиме. Со тоа Ѓорче Петров ќе го направиме место во кое што секој ќе сака да живее. И на крајот, на кратко, сосема е уште да ве прашам, она што подразбира и активности во општината во насока на екологијата, како се справувате со оние проблеми кои можеби го мачат градот на ниво на град Скопје, а се однесуваат во однос на отпадот кој има проблем со одложувањето? Така е, сите го имаме проблемот во делот на комунална хигиена и нефункционирањето на градот во тој дел. За жал тоа ни се прелева на нас. Како негативна карактеристика, луѓето во голем дел не се запознаени дека за собирање на контейнерите, на кантите за ѓубре задолжен комуналец, односно комунална хигиена Скопје под надлежност на градот Скопје, и настанува една ситуација во која што кантите не ги собираат редовно во куќите, некојаш и по 2-3 недели знаат да не ги соберат. Истите луѓе се сноѓаат на тој начин што ги стураат во контейнерите и ги преполнуваат на некој начин, затоа што немаат луѓето каде да го одложат отпадот. Ова е сериозен проблем и мислам дека треба да биде фокусот број 1 за идниот градоначалник на градот. Оваа ситуација сме спремни, ние имаме ангажирани наши камиони кои што помагаат во справување со сите тие диви депони кои што растат под благодарение на проблемот кој што го имаат жителите со неправилното подигање на иако плаќаат за тоа на градот, за жал не ја добиваат услугата. Благодарам многу што го поделите. Благодарам, Нико. Иван, имавме можност да слушнеме од прва рака што е она што се презима како дел на младински активизам во насока на еколошко подобрување на условите. Оваа приказна доаѓа можеби од скопската општина Ѓорче Петров, која е помала, но секако може да послужи како примери за другите да го следат истиот. Студио? Ти благодариме за овој извештај, секако дека може да послужи како примери за останатите општини, а тука сме секогаш ние да ги покриеме ваквите иницијативи, посебно кога нели се вклучуваат младите и посебно кога тие исти млади учиме да се грижат за околината и за заедницата. Ти благодариме многу за ова твое јавување и те очекуваме во ТВ Сител.